Ако ќе ви кажеме дека сме во село Бозовце во октомври, на најголемиот дел од вас ќе ви биде јасно каде одиме на една од најубавите тури во Македонија во најубавиот период кога може тоа да го направите. А за сите останати, следете го нашето видео, да се инспирирате и да дознаете што пропуштате ако до сега не сте биле на Лешница, поготово ако не сте биле на Лешница во октомври. До живописното село Бозовце ќе стигнете за околу час и пол возење од Скопје, а посебна авантура ви е возењето низ тесните стрмни улици на Шипковица. За паркинг најдобро е да паркирате колата пред самиот влез на селото, кај гробиштата. Има мало паркинг и доле, кај една селска чешма малку подолу, меѓутоа таму знаем многу често да се направи гужва за викенди, а и секако на локалното население не име најлесно движењето по тие тесни мали улички и можеби е најдобри и најферски да ги оставаме секој школите кај гробиштата. Сега само што ќе опоминете селото и ќе искачите првата зборница, позади вас веднаш се отвара еден прекрасен поглед кон срцето на Шара, кон Кривошија, се отвараат полека врвовите, плат среден камен. Као што кажавме, есен, најдоброто време да изберете оваа прошетка, затоа што гледате ги сите овие бои што се отвараат позади нас. Сега Лешница е идеалната тура да ги натерате вашите другари кои што не ќе да ви прават друштво во планина и на пешачење, затоа што не е претешка тура, погледите на сите страни се прекрасни и имате многу места кај што може да си застанете, да направите пауза и да направите прекрасни слики за Инстаграм или за било која друга мрежа што ја користите, така што ако сакате да си ја проширите екипата со која што идете на планина, прва тура немојте некаде да ги утепате, пуштете ги на Лешница, кој ќе ја сватат сета оваа убавина, кој ќе ја видат сета оваа прекрасна природа, мислам дека они ќе ве тераат вас секој следен викенд одите во природа. Веќе од оваа кривина се отвара целата убавина на оваа тура. Ова веднаш проти нас се плат, среден камен, Кривошија, таму во далечината се гледа кулата на Титоврв. Така што само околу сонцето и облаците веројатно смета да се види убаво, на враќање ќе снимиме уште еднаш, кама овдека веќе е една гледка која што е дефинитивно една од најубавите во Македонија. Еве сме конечно на Долна Лешница. После 2 часа лаба водење со пузички пристигнавме во оваа прекрасна долина каде што може да видите дека погледите се навистина спектакуларни. Под оваа карпа со овие сите води што течат наоколу, ова е дефинитивно едно од најубавите места во Македонија и прошетка која што навистина вреди да направите сите што не сте ја направиле. Сега ќе одиме, ќе направиме мала пауза до самата пољана под карпата, па полека се враќаме назад.
малку од историјата на македонскиот алпинизам. Значи, првите македонски хималајци, таа легендарна генерација на алпинисти предводена од Мурато, токму овдека ги изведувала своите зимски подготовки за Хималаите. Значи, кампирале тука под лешница по цел месец и горе на Карпава во зимски услови се качувале и тука ги вежбале тие своји успони на Хималаите. Инаку оваа Карпа изгледа импозантно, ама за жал не е за качување во летно време, затоа што Карпата е ронлива, имаше неколку обиди, 2-3 наврси кои што ги знаеме, Бојан Митановски со Саша Грбич и Зарапчиев со Ангел Куртелов, но нема некоја стандардна, да кажам, класична линија која што се качува овдека. Токму поради таа ронливост, можеби во иднина ќе се промени тоа, ама зимно време кога мразот ја стега Карпата е дефинитивно по добро за качување, но само за оние кои што се навистина многу напредни алпинисти. Сега, она што никогаш не икете да го видите на вакво место се овие големи цевки, зашто тоа значи дека се спрема мала хидроцентрала. Ако ќе напикате сета оваа вода во цевки, нема да остане за цела оваа природа и растение и жив свет. Така што добрата работа овдека е што веројатно таа идеја е напуштена затоа што години седат овие цевки, ништо не е мрднато и се надеваме дека нема да мрдне, така што мали хидроцентрали се дефинитивно смрт за природа, никаква обновлива еколошка енергија, само профит за малкумина сметка на многу и на сметка на природата која што треба да уживаме. Сега нашата денешна авантура завршува некаде тука, на местото за пикник, а инаку класичната тура, која што е малку подолга, продолжува во ова патче позади нас, се движи кај штидат овие луѓе понатаму исто така низ долината и стигнува прво до кадите на лешница. Тоа е едно место каде што има многу убав како базен створен од водата која што се слива. А ако продолжите уште погоре, може да стигнете до горна лешница и до Кривошискиот водопад. Таа тура е малку подолга и малку понапорна. Ние денеска се задоволуваме со долна лешница и овие прекрасни гледки на секаде околу нас. Тука каснуваме, пуштаме дрон па се враќаме назад. Сега за враќање се решивме да го избереме другиот пат, односно тој што иде од другата страна на реката. Тој не качува толку и не силно и малку побрзо стигна до Бозовце. Најчесто го избегнувам бидејќи доста АТВ и кросови проаѓаат по овој пат. Ако одите пешки не е баш непријатно, ама сега во интерес на времето и за да смениме малку, ќе продолжиме по ова патче назад. Ја начнавме темата со квадови и со кросови. Мојот став е дека добра е во природата, нема нешто што загадува, нешто што брмчи и бучи, така што јас не сум некој љубител и кога сум имал можност да идам во природа и со крос и со АТВ, сум ги избегнал тие работи, иако ти самиот возам мотор, во планина со крос ми било како да загадувам. Од друга страна пак ги гледаме луѓето кои што го возат тоа, гледаме дека се доста срекни, ги преава прилично весели, праќаат време во природа наместо да праќаат пред телевизор, пред социјални мрежи и у расправи и по дома. Така што искрено немам толку цврст став дека не треба да се забрани и слично, но дефинитивно би сакал да видам малку поголема регулација, поготово по оние заеднички патеки, да кажам, каде што има и доста пешаци, како на Скопска, Црна Гора и на некои места кои што често видиме и ова малку знае да биде
деранжирачки кога сакате да уживате тивко во природа. Еве сме на крај на нашата тура денеска. Испешачивме убаво и се надеваме дека видеото што ги снимивме и оваа радосна фаца на Оцко ќе бидат доволна инспирација да ја организирате што поскоро вашата тура на Лешница. Така што пакувајте ранците, спремајте се, првото убаво време, првиот слободен викенд, доаѓајте дека се уште времето е убаво, а ние се гледаме на некоја следна авантура. Поздрав!